Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Денеска имам посебно задоволство повторно да се видам со Тренчо Димитриевски. Тренчо, добре дојде на каналот Татунчо. Добре ве најдов и благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Помина подолго време од нашето последно гледање, тогаш се договаравме дека ќе опфатиме малку повеќе за Пелагонија во средниот век, а тоа веројатно подразбира и зборување за почетоците на христијанството, за најстарите цркви што се таму, па веднаш од тука би сакал да започнеме. Во Пелагониско, кои се најстарите значи христијански постоечки или археолошки најдени цркви кои што ги имаш посведочено? Па она што јас сум забележал од тој рано христијанскиот период, кој што на некој начин се поклопува со доцната антика, тоа е период кога се случува еден груп зборци потреба инсталација или промена на религиското верување на верата од паганство кон христијанство, со еден развој на христијанството, со изградба на христијански храмови, кои на почетокот и така се нарекуваат рано христијански базилики, правени веројатно по примерот на врвните градби уште од претходниот пред оние градби кои што се доликуваат на царевите, на кралевите, Базилика Василеј, значи цар, па така и тие се така наречени рано-христијански базилики, кои што во Македонија ги има на целиот простор во завидно голем број. Регистрирани се повеќе од 500, веројатно, може би и повеќе се веќе регистрирани од страна на археолозите, а Пелагонија е, можам да кажам, многу богата со раното христијанство, со рано-христијанските базилики, со рано-христијански цркви и така натаму, кои што голем дел од нив се поставени на мошти од рано-христијански маченици или мартири, како се нарекуваат. Интересно е тука, еве сакам тоа да го потенцирам, на неколку места се лоцирани символика и објекти кои што се поврзани со раното христијанство, и што мартирите или мачениците кои што настрадале во името на христијанството во таа нивна борба да го афирмираат христијанството, да се изборат за вистинскиот Бог и да го прошират меѓу народот. Меѓутоа, тие повеќето се завршиле на еден, како да кажам, со насилие. Нивната смрт е насилна на повеќето нив и народот, почитувајќи ги на местата каде што починале или во близина, формирале одредени гробови кои што носели своја символика поврзана со мачениците. За жал, кај нас во Прилепско, па и Битолско, може би во Хераклеја има во рано-христијанските базилики и некои од тие маченици со познато име, ми се чини да се викаше Јован. Меѓутоа, овие другиот дел од Пелагонија, Прилепско, Мариово и така натаму, иако има такви символики и објекти поврзани со раното христијанство, со првите сподвижници на раното христијанство и маченици за христијанството, за имиња е тешко да се говори, бидејќи можеби нема доволно истражувања соодветни археолошки, историски и така. Ево, можам да споменам дека на Црна река во Мариово, во атарот на селото Сович, денеска во општина Новаци, во еден локалитет кој што всушност бил град во античкиот период и до средниот век. Денеска локалитетот го викаат Чебрен, познат е повеќе од 60, може би повеќе годишната кампања за изградба на една хидроцентрала, која што стана исто така култна, бидејќи толку долго време трае и толку долго време се афирмира во јавноста. Значи, таму на постол град со утврдување на тумба, со дури 3 цркви денеска кои што се дел во остатоци, некоја од нив е сочувана, со еден манастир кој што е познат како Чебренски манастир, каде што подоцна се развива
и дури образование на свештеници започнува като област. Таму на највисокиот врв, кој што бил утврден, како што реков, со силен зид со Малтер, има една основа од црква, не е тоа базиликална црква, туку е помала форма на црква со Малтер со цврсти зидишта, меѓутоа само темелите се оставати со еден голем резервар во самата градба, ископан во или дел од градбата бил излабен во карпа, мито на делот на источната страна на градбата се среќава еден објект во хоризонтална форма изглабен на карпа со крипта, ја викаат, каде што се постувале мошти од маченици, делови од маченици и која што значи на такви изградена таа црква некаде во 5 и 6 век. Сличен објект сеќаваме и на црквата во манастир Свети Никола е позната, меѓутоа е и храм на Света Богородица и на дури на храм на Свети Димитрија. Таму е зидан еден голем камен блок на северниот дел од апсидата, повисоко некаде на апсидата и исто така е излабен крст, крипта, така наречена, исто така покажува дека на тоа место се сеќаваат бил погребан некој тука или во близина бил погребан некој христијански маченик. И сега во тој контекст посебно се интересни две цркви во близина Црна река, на место на еден рид кој што од едната страна поминува Лисичка река од озгора или Свинска река од кај селото Дуње и се влива во близина Расимбегов мост тука во Прилепско. Исто така на еден рид каде што исто така имало град. Така речи во раната антика, не раната антика, знаете, во раното христијанство, досната антика, раното христијанство, некаде 4, 5, 6 век, но тој град некако живеал веројатно до 12, 13, може би до 14 век имало тука присуство. И тоа што е интересно, тука се сеќава дури две рано христијански цркви, една базиликална, значи христијанска базилика и уште една пишан крст, двете позамашни како градби и се во остаток тако како што некои од археолозите тврдат дека од тој период во Југославија се најзачувани. Со градбата која што е од времето кога што биле изградени. Интересно е помеѓу нив археолозите констатирале, значи таму археолошки истражување направено, за жал се уште материјал не е објавен, иако многу одамна е тоа, некаде 90-тите години што е копано археолошки. Во средината има палата, така наречена палата, каде што престојувал свештенички клер, значи свештенички служби, црковни служби, свештеници, старешини и така натаму, што укажува на нешто како седите на тој период. Таа долина е многу интересна, сега малку маршува сме, се уште, меѓутоа тој Мариово, тој дел и Пелагонија мораме да ги подразбереме како една област која што функционирала и, како да кажем, како заедница и како кралство по стариот период и подесна како една област. Мариово по големиот дел во античкиот период посебно спаѓал во областа Пелагонија и во кралството Пелагонија. И тоа што е интересно, значи на овој рид кој што се вика Маркови кули градот и на Црна река, преко во близина Расимбегов мост, каде што поминува патот за кон селото Виториште од Прилеп, во близина, значи најверојатно имало седиште. Сега што е интересно, таа долина, тука Дуње, селата Пештани, Кален, Кокре, Вепрчан исто така во таа долина, тоа е пред Црна река. На многу места се сеќаваат вакви рано христијански градби, кои што укажуваат на едно не само на развој на христијанството како во просторот, туку како еден понагласен повисок развој, како на повисоко културно ниво и укажуваат на некој поголемо присуство на население, како на пример на не знам толку на доста релативно близко расстојание се наоѓа манастир Свети Ѓорѓија, тоа е пред Црна река на едно 7-8 километри. Се среќава исто така рано христијанство, нагласени белези од рано христијанство,
таму има ново изградена црква, меѓутоа има статус стара црква констатирано, има овие мермерни споменици од тој период, капител некој многу интересен од тој период, керамика од тој пред така натаму, а погоре поназад уште одиш кога се враќаш кон Прилеп, на локалитетот Трпчева црква или Трпчев манастир, тука сега се изграден нов манастир Свети Петар и Павле, сега е ближи неговиот храм Петровден. Тука е откриена поголема исто така ранохристијанска базилика со голема крстилница која што кажува и на поголема населба каде што се крштевале повеќе деца. И сега одиме наназад, тука ранохристијански цркви се констатирани и во селото Прчани, во селото Пештан има такви остатоци, во Кокре исто така има такви остатоци, и тоа е се меѓу постарите. Во Пелагонискиот сега од таму навам тргнавме, она што јас сум забележал по теренот каде што се движам, ако ги оставиме настрана сега обитоцкиот крај Хераклеја е веќе нешто кое што е донекаде проучено, меѓутоа што многу треба да се проучува, таму веќе среќаваме во 5 и 6 век и епископи како Беникнус, Јован, кој беа уште некои сега не можам да се присетам на имињата, меѓутоа неколку кои што од кои некои дури учествувале и во првите селенски собори и биле активни учесници на соборите и влијале на сочувување на истинската христијанска мисла преку нивно учество на тие собори, со говори, со сознание за христијанството и така натаму. Во овој простор, инаку и на целиот простор на Пелагонија, каде и да се прошатате, може би не во секое село, меѓутоа на многу места и многу од старите цркви се располагаат со остатоци од раното христијанство. Како да речеме, рано-христијански капители, оние импос капители, што ги викаат археолозите, меноа прозорски, тоа се посебни мермерни објекти кои што ги делеле прозорците во олтарот на два дела, и друга христијанска, рано-христијанска символика. За мене сега така свежо е, посебно ми падна во очи и посебно малку посветив повеќе внимание. Во атарот на селото Брејлово има манастир Светилија, кој што е постар, меѓутоа сега, да кажам, ново изграден или обновен. Меѓутоа во неговиот круг има многу интересни овие рано-христијански објекти од рано-христијанска базилика, како што се овие импос капители со крстови, па со розети, доста со добар квалитет, со капители кои што се импос капители од оној тип со јонски карактеристики, со една јајцевидна форма која што вика кима или екимскима, која е половина, и со волути на крајвите. Значи, многу интересни, импресивни остатоци од раното христијанство кои што укажуваат на базилика со по-големо значење, меѓутоа за жал археолошки немам сретното дека е обработена, освен археолозите имаат пишувано за тие остатоци од раното христијанство. Исто така и во самото село Брејлово, во кругот на црквата се сеќава интересни остатоци од тој период. Меѓутоа, ајде вака да ако шетаме многу време ќе одземи, вакви остатоци има на многу места, дури што си знаат, не можам да кажам сега дека јас лично сум ги открил, меѓутоа негде имам забележано и нерегистрирани овакви обележја или споменици или објекти од раното христијанство, символика од раното христијанство, и кои што и доправа треба да се регистрираат од страна на надлежните институции, научните институции, културните институции и така натаму. Меѓутоа, говори вака и протечи некако околу Пелагонија во рамнинскиот дел, веднаш ви паѓа во очи, ако движите низ тој простор, ви паѓа во очи на вистина печатлив планински врв, кој што не можете да го избегнете, особено може од тој дел на овој рамнински дел, се Битола, ако се враќате до Битола и никога не да избегнете.
Погледот меѓутоа представува на своевиден украс на поширокиот простор. Тоа е врз Златбор, кој што е на еден дел од планината Бабуна. Некои далеку му изгледа од Бабуна, некои од недоволно упатените па реагираат како тоа е Бабуна планината. Точно тоа е планината Бабуна која што завршува некаде до превојот Плетвар со исто така повисок разгозјак. Меѓутоа Заторов сме зборувале можеби порано еден култен врв, па заедно со целата таа сите тие падини на Заторов всушност се работи за една света планина од тие периоди, па зошто да не и од христијанството, кога на почетокот тој врв го привлекува вниманието уште можеби во преисторијата, на тој дел и преисториски светоци има и наследо од преисторијата, и еве како еден култен свет објект продолжил да значи и да го привлекува вниманието и да биде жариш на еве и во христијанството, кога значи таму е констатирани се завидни остатоци од раното христијанство, со символика од христијанството, со вакви, како се вика, растителни форми кои што асоцираат на рај, со импос капители, со прозорски менуа и така натаму, кои што укажуваат на рано христијански храм. И јас кога ќе говорам за светилиштето на Трескавец, така наречениот сега Трескавец, кој што всушност води многу старо потекло под тоа име, го прифатил и денешниот христијански објект таму, христијански храм Успение на Пресвета Богородица, Трескавец, така и сега се нарекува. Значи, тој од секогаш имало светилиште, уште во можеби од преисторијата во раната антика, секако значи да не шириме околу тоа сме разговарале Аполон и Артемида, секако тука имале храмови, се забележени на повеќе споменици. Значи, пред да одиме на Трескавец, сакав да го ставиме тоа на крај. Сакав да ве прашам нешто што загатнавте малку. Бидејќи спомнавте дека нели станува промена на парадигмата, особено на религиозната парадигма, и подоцна ние имаме сега сведочиме христијански цркви кои што биле претворени во џамии, но дали претходно во сиве овие локалитети се посведочува градење на христијански базилики и храмови врз претходно постоечки пагански храмови, како што рековте во случајов Артемида и Аполон, и дали е тоа чест случај во раното христијанство? Секако тоа е на многу локалитети констатирано. Значи, некаде можеби и не може да се забележат по старите, може да се забележат, како не. Значи, такви рано христијански, па дури и подоснежно датирани, можеби заради несоодветно проучување цркви, во истите се среќаваат елементи од градби кои што се многу постари. Рече, можеби од раната антика, од римскиот период, од паганскиот период, ева како разговараме за вера, за религија. За жал, мислам дека недоволно е тоа проучено кај нас. И иако се знае дека со појавата на христијанството, со развојот на христијанството, со прифаќањето на христијанството од страна на народите, христијаните на разни начини се обидувале да покријат символите, белезите на паганството, кое се смета за време небожевско време и кое што не треба да биде пред очите на јавноста, бидејќи период или време на живење кое што е несоодветно на Бог. И мислам дека, дури не мислам, туку има и појави кои што тоа и комплетно се рушеле, се уништувале такви градови. И хајде на некој начин сега затоа ги сеќаваме паганските елементи во фрагменти, во една вибирана и скршена положба и се на паралелен начин се прикрива. А има уште една појава каде што на самите објекти од тоа време со таква символика се ставала символот на христијанството, за да се покрие и да се наметне вистинската вера.
да кажем, вистинската Христова мисла. И сега, тоа на многу локалитети. Дури и на овие цркви по селата, кои што поголемиот дел се датирани во 19 век, бидејќи со турскиот период се случиле веројатно деструктивни работи на самите објекти и се некаде уништени, некаде запалени, некаде се и ограбени, како да кажем, и самиот материјал е однесен. Меѓутоа, евидентно е дека во самите тие градови, сега и денес во овие црквите по селата, па и по градовите, кои што се изградени некаде во средните векови или пак во 19 век, во нивните градби се градени ранохристијански објекти. Например, ако ги земеме црквите во Прилеп, како што е случај во Охрид, кои што еве среќа имаме на мал простор се чувани многу повеќе цркви. Во Прилеп, например, според преданието се 70 цркви, меѓутоа и археолошки се потврдени повеќе од 25 цркви, локации со остатоци, меѓу кои и 6-7 веќе уште во кондиција градежна добра и во кои освен средните векови, кога што се изградени, во нивните градби среќаваме рано христијанство, среќаваме елементи од паганскиот период, значи тоа се дури и од храмови или култни објекти од тој период. Например, ако ја земете црквата Свети Митрија во Варо, имаме таму еден фронтон со една символика небесна, кој што е вграден во самата црква на лицето, на западната страна, како и многу други такви елементи, трави, значи греди од мермер, од камен, меноа внатре се вградени од рано христијанство. Значи, тоа укажува на еден континуитет кој што е многу пост. Мене ми се некоја полемика се случи, јас со моите можности колку што истражувачки за стариот град Прилеп имам еден став дека тој потекнува како град уште од најмалку римскиот период, можеби и по-стариот, значи од римскиот период имаме многу споменици, преполно споменици од римскиот период во посебно во Варош, во тој склоп и Марко Никули, и како затоа упорно стојам на ставот дека Прилеп треба се третира како град од тој период. Не дека се развил како што некако се повеќе тоа се нагласува или веднаш се преминува Прилеп бил град во средните векови од 11 век и така натаму. И времето на кралот Марко и Волкашин, неговиот татко, се потенцира како посебен развој за Прилеп. Сметам дека тој континуитет во тој контекст и христијанството, значи во раното христијанство во Прилеп имаме еве и археолошки потврдено дури 3 цркви од тие постарите, како што Свети Никола, Света Богородица Пречиста, па и манастирот Светиарка Михаел, каде што на вистина имаме евидентни и нагласен број на споменици од раното христијанство, како и од постариот. Тоа укажува токму на тоа дека градот, еве населбата градска заживеала еден градски живот уште многу порано. Тоа го покажуваат тие престижни споменици како што столбови, капители, архитрави, остатоци од поголеми камени гробници и така. Сето тоа укажува на еден повисок развој, не на обичен селски живот, па дури тука и се среќаваат споменици на кои што се споменуваат цареви, императори и така натаму. И затоа тоа го потенцирам. Меѓутоа, токму тој развој претход и присуството на поголемо население, како и присуството на население од повисоко културно ниво, довело и развој на раното христијанство. Значи на првите црковни градби кои што во Македонија најстари, колку што јас у нас следам од археолошката наука или историската наука и од, наречем, црковната наука, некаде во 4 век
дури првата половина се среќаваат ранохристијански цркви базилики, дури и така со престижни делови, со мозаици, со високо естетско ниво, посебно тоа за Охрид го спорувам, меѓутоа еве има такво нешто, еве морам да го потенцирам еден момент кој што го открив читајќи литература за една ранохристијанска базилика во рамките на денешниот рудник рек Битола, денешниот комплекс рек Битола, кој што во во таа експлоатација на јагле, еве ајде грубо ева што кажам, уништил на завидна населба која што живеела во од преисторија има корени, па во античкиот период, а особено во ранохристијанскиот период, и ќе го потенцирам на овој начин, кога оди некој во археолошки музеј на Македонија, само нека прошети, нека види еден дел од ранохристијанска базилика со парапетни плочи, со символика, со столбови и со дел од мозаичен фон. Мислам дека единствен таков објект таму поставен на таа поставка потекнува од ова место, кое што сега, ако помините тука, како да кажем, ќе ве фати страв, бидејќи од едната страна е депонија една огромна во многу лоша состојба, а од другата страна е копот целата црна површина со ридишта од јаловина од рудникот и малку подолу овие трите како се вика оджаци од или трите делови од централата, термоцентралата. И тука таа ранохристијанска базилика на вистина фасцинира. А денес имаме една состојба никаква на тој простор, која што ако помине лаик или човек кој што нема сознание, ќе помисли дека тука и ништо не се случувало во минатото. Така. Нешто така. И сега, како значајно сакам да го споменам дека е тоа мозаичен. Исто морам да споменам една момент од поширокиот простор и во атерот на селото Турско или Подвис, Турско го викале, тоа е се извинувам, во така, во на поблиска околу целата Кривогаштани, општина Кривогаштани, околу центарот Кривогаштани како општина, во тој дел, во таа општина спаѓа еден објект кој што е откриен на нешто како вила рустика или ранохристијанска базилика, сега да пречитаме збор, меѓутоа мозаичен плод од тој период со интересно и повисоко естетско ниво, кој што е оставен така во капини со децении. И тоа е она што ние недостатува кај одржувањето на тие објекти и постојаното присуство и на науката и на културните институции, за да можеме да го следиме, за да можеме да па и пишување. Значи, морам да споменам таму Маријово еден позитивен момент од тие ископувања уште кои што се вршени 90-тите години, не на ранохристијанска базилика во селото Градешница, таму на периферијата на денешна Македонија во подножјето на планината Нидже, во близина е тука прво кај Македонија, така е попознат. Таму дури и повеќе, там на повеќе места се среќаваат исто во едно село се среќаваат на повеќе места објекти, односно елементи од објекти кои што укажуваат на ранохристијанство. Како што и на пример исто селото Виторија, Маријо, таму интересни инфоскапители може да сретнете со крстови, со друга символика, места кои што се ранохристијанство, каде што и денеска на самото место можете да видите остатоци од ранохристијанство, и всушност тоа се места на кои што веројатно има и остатоци од многу постари споменици од христијанството, или цркви, од периодот на од почетоците фактички од периодот на така нареченото мачеништво, маченички период, кој би го нарекли 3-ти, 4-ти век, 5-ти век до 6-ти век, тие се многу актуелни, бидејќи во тоа време првите цркви се изградени, ќе се повторам, на гробови, на такви маченици, на кои што народот од голема почит, од верба, градел на самите гробови и своевидни капели, своевидни објекти надградби,
над кој што подосна се изградени и ранохристијански цркви. Да не се сега да не се наметнуваме на таа тема, таа е многу широка тема, посебно мачеништвото и тие почетоците на Так. христијанството. Актуелно е за целата Македонија, како и целиот Медитеран, до Мала Азија, Балканот, така натаму, и тоа Македонија некако е, може би, ајде да се дадеме едно значење, како во едно централно подрачје на христијанството, бидејќи ние знаеме дека од тука христијанството се проширило во Европа, преку Мала Азија, нормално, преку Ерусалим. од Блискиот исток, наваму со доаѓањето на Павле со неговите придружници, кој што овде сретнал високи соработници. Во овој контекст морам да го споменам еден момент кој што е многу интересен, на некој начин ексклузивен, меѓутоа и многу чуден за почетоците на христијанството. Тоа и со Пелагонија на некој начин е врзано, бидејќи Охрид не е многу далеко, ние имаме сега така ни се вика и епархијата Охридско Пелагониско, или сега со седиште во Битол. И таа е блиски се тие Охрид и Битола се доста блиски. Пелагонија во Битола е во Пелагонија, дури некогаш има упатување на тоа дека самиот Хераклеја се нарекувал Пелагонија. За мене тоа не е доволно јасно, меѓутоа не е битно. За еден епископ кој што го споменуваат некои од постарите автори, кој што се викал исто така Климент, како што се вика и нашиот познат светител и просветител Свети Климент Охридски. Меѓутоа, за овој се споменува дека всушност бил еден од првите сподвижници и оние кои што учествувале во ширењето на христијанството во првиот век и кои што бил соработник на апостол Павле, меѓу другите. Значи, тој имал и други соработници од Македонија. Меѓутоа, за овој Климент многу малку се знае, некои го помешуваат или дури тврдат дека се работи за папа Климент Римски, кој што чии мошти Свети Кирил и Методи ги донесле од Хазарија. или како се каже. Во Хазарската мисија, кога одат од Хазарија ги носат. Во Хазарската мисија, и јас малку сум фасциниран од тој момент како, значи, светите браќа биле информирани за тоа дека тој таму бил фрлен од брод. Значи, тоа е еден од тие првите маченици. Свети папа Климент Римски, така се нарекува. Тој е трети или четврти поред, така некако. Интересното е дека во неговата црква, значи во црквата посветена во негова чест во Рим, е погребан и Свети Кирил. Да, точно. Па видите, тој всушност тој со братко ги донесе моштите на Свети Климент. И што сега да кажам, дури можам да кажам вака, археолозите да не забележат премногу, Свети Кирил и Методи, јас сега ги гледам како први кои што започнале со археологија. Значи, тие имајќи информации дека папата Климент Римски бил фрлен од брод таму некаде кај Керсон, кога пошле во таа мисија, значи имале информација таква и отишле со намера и да ги пронајдат моштите и успеале да ги пронајдат. Може би тоа му го возможно Бог на некој начин да ги пронајдат заедно со тие нивни таму домаќини, соработници и ги носат моштите во Рим. Па се случува така да Кирил тука се представил на Бога и е погребан во таа црква посветена на Свети Климент папа Римски. Меѓутоа, да се вратам малку на ова уште, значи некои од автори тврдат дека всушност постоел друг Климент кој што се сподвижувал во областите на Македонија, Охрид, Берг и така натаму, заедно со светиот апостол Павле, и дека всушност прво нему му изграден гроб во Охрид и на неговиот гроб исто така имало и
споменик со надпис, меѓутоа тоа сето некако исчезна. Тоа го тврди пишува еден архимандрит со потекло од Западна Македонија, од Битушел, од тие села, подосна некаде на почетокот на 19 век тој бил и старешина на манастирот Свети Јован Бигорски. И што е сега аргументирачки тука, се среќава во самото послание на апостол Павле во Филипи, значи кое што го испраќа посланието од Рим, и тука го споменува Климент како негов ревносен соработник во Македонија. За жал, тешко е да се потврди дали се работи за, како што некои тврдат, повеќе од бугарската страна среќавам таква литература или такви пишувачи, кои што тврдат дека всушност се работи за папа Климент Римски, меѓутоа не ми изгледа дека е така, туку доста веројатно е дека всушност апостол Павле, неговите соработници се на некој начин почетници на развојот на христијанството, значи го инициирале развојот на христијанството и во самиот Охрид, како што се случува тоа во Бероја, во Солун, во Филипи и така натаму, и на некој начин можеме да кажеме дека и црквата во Охрид има апостолски корени или апостолска, како што некои. Така. А кога ги спомнах црквите во Охрид, би сакал да те прашам, на Света Софија се гледа очигледна, да речеме, рециклажа на материјал, така се гледаат столбови, парчиња мермер на кои што се употребени во градбата, а на кои што има надписи и често се среќаваат различни писма. Колку овој феномен е застапен во градбите кои што ги има среќавано пред се во археолошките нели остатоци? Па застапен е, многу е. И кои писма се наоѓаат тука? Кои писма се исчитуваат? Света Софија малку, едно мало внимание, скромно може да речам од моја страна, посетив исто така ги видов тие елементи вградени на повисоки делови од градбата на Понески, ранното христијанство. Сега, таа се третира како црква која што потекнува некаде од 10 или 11 век, ја поврзуваат со како катедрална црква во времето на Самуил, меѓутоа елементите кои што се нанесе укажуваат на остатоци барем, кои што на некој начин се корен на денешното светилиште. Како да кажам, че претходно имало една света градба, подесна друга, па и во близина на Света Софија, тука на некоја од улиците беше од тие исто така остатоци од постара црква, на која што дури дел од живопис интересен е забележан. И тоа е појавен во сите цркви низ Македонија, би рекол. Некаде тоа повеќе забележува, некаде помалку. Во црквите, како што се овие градовите, како што се во Охрид или во Прилеп, или се тие многу повеќе доаѓаат до црквите, тука имало развиена населба и веројатно подобро се сочувани и имало кои подобро да ги гради. Меѓутоа, тоа е забележливо и во црквите, како што и по селата, иако црквите по селата од 19 век, макар да не се сите од 19 век, веќе кажам од целото учиште тука и во Пелагонија спаѓа при Рабо на Пелагонија во близина на Прилеп. Тука имаме црква која што сега скоро читав кај некој од овие познавачи на црковното сликарство, се третираше живопис, се сметаше дека живописот потекнува од 17 век, значи малку е поретко тоа по селата, овие се 19 век главно се свети. Нито сега веќе светна податок дека на листата црква има живописи од 15 век. Нито што е интересно, тука во книгот на самата црква имаме неколку елементи од мермер архитектонски, кои што укажуваат на многу постар период. А сето тоа малку е неверојатно кога се градела црквата да се носеле тука од некое далечно место. Јас сметам дека би морало да биде токму тоа. А многу елементи пак што е интересно и на тој начин најдобро се зачува кога се вградуваат во градбите. Како
а, како и како делови од зид. И што е добро, луѓето кои што граделе, градежниците, па сакат и дури населението, може би имало посебно внимание кон таквите споменици, па ги ставало на место кај што може да бидат забележани. За жал, може би некои од тие рано христијански елементи, некои од тие паганските всушност елементи, на некои, како што реков, биле заскривани или ставани наопак, за да не доаѓа до израз символиката која што ја носеле во тој период. Инаку, например, ми доаѓа сега во сеќавање црквата, например, Свети Спас во едно мало село кое што е испустено, Мало Рувци тука. Имаме и Пашино Рувци, и двете се со остатоци такви во самите цркви градени или во околината од тој период. Значи, во иако помало село со поголема црква, што укажува на многу силна верба на населението и голема почит кон христијанството, и поради тоа многу вложуваат. Ова е фасцинантно, ако забележите на некои места, иако помали, успевале да извадат поголеми цркви со комплетен живопис, со релативно квалитетен живопис, со повикувајќи квалитетни тајпи на црковни уметници. Тоа сега, дали да кажам, ево и во селото Пашино Рувци, например, имате еден куп споменици кои што укажуваат не само на паганскиот период, туку и на христијанскиот период. Рано капители од античкиот период, од римско време датирани, од градби, меѓутоа и од рано христијанскиот период имаме капител или слични појави, за кои што некои тврдат дека се носени од блиските места од Стибера, например. Градот Стибера кај селото Чепиго, кој што е антички град кој што живее до 279 година, некаде од 4 век пред нашава 279 година. Па дури и таму може да се констатираат некои остатоци од раното христијанство, иако не е доволно обработен. Таму една мала црква, сега која што во селото е преполна со антички споменици од разни периоди. Тоа било и, како да кажам, еден вид традиција кај во населението на градбата која што претходно била посветена, била религиска, повторно да биде религиска, меѓутоа ако паганството сега добива една друга форма со символика од христијанството. Например, во Битола, во самата џамија, сега ако во турскиот период па се практикува на светите места да се градат џамии, тоа е евидентно. На многу места тоа се случува и на многу места тоа е документирано. Пак окли да го споменеме самата Света Софија го имала таа судбина порано. Да, па исто така тоа е во Битола, например, многу интересно и документирано, што е еден позитивен пример, не само што е документирано, туку и самите остатоци се аранжирани така за да можеме сега да ги видиме на лице место. Таму ако не грешам, ми се чини е констатирана црква Свети Ѓорѓи од средните векови, некаде до 10 и кој век беше тоа, сега нема точно. Меѓутоа тоа е многу интересно. Морам да кажам дека на овие места каде што сега се лоцирани градовите, многу нешта се уништени. Ние сега немаме податоци, затоа го кажам како добар пример ова со Јени џами или која беше таму Битола во центар, каде што рано христијанскиот објект е откопан, па темелите се конзервирани, до некаде реставрирани, конзервирани и со цврсто стакло на калено стакло покриено за да можеме сега да ги видиме. Што е многу битно, имаме сознание дека тука постоела црква која што во некаде во времето на Самуил и по него може била многу значајна, може во времето на неговиот наследник Јован Владислав. И тоа е за нас, иако денеска имаме објект од другаве,
За нас е многу значајно да знаеме дека на тоа место секогаш не постоел такови, туку постоje други свети објекти кои што биле поврзани со нашата вера христијанска и што е, како да кажам, многу интересно. Ево Прилеп, на пример, имам сознание за некои места каде што се прикривале споменици од постариот период. Дали од други причини или од причини да немаат проблем со институциите за приградбата, да не биде стопирано, да не бидат дислоцирани или да му се забрани да градат на тоа место. Ќе го споменам еден момент во населбата Точила, која што е градена некаде во 80-тите години, колку се сеќам, и тоа никој не го знаел, освен тие кои што ги воделе грабители и инвеститорите во тоа време. И на едно место, јас се опитав да ја лосирам зградата, се откриени замаштен број на мермерни елементи, не знаеме со каква символика. Битоа, брзо биле покриени, затрупани. И денеска ние немаме траги. Тоа може да говори за може би се тие и токму од овој период, од античкиот период, или може би дури носат и символика од овој период за кој што ние говориме, раното христијанство или христијанството. Може би и среден, кој за жал, какви за кои што фасцинирачки говори тие кои што ги воделе работите тога. Јас сум разговарал со двајца, тројца од тие постарите менаџери, да ги речам, на градежништвото во Прилеп и зборуваат за нешто значајно, кое што го виделе, меѓутоа го покриле. На тој начин си ги уништуваме и самите корени на населбите, да забораваме дека сме на соодветен корен поставени. За жал, тоа не е само за тога, важи и за сега, морам да истакнам, ја тоа што го забележам во Прилеп и не само Прилеп. Тешко успеаме да ги сочуваме и оние градби од посебните периоди, како сакате, од турскиот, средниот век, поширок. И се заличуваме Годинава на некои... на почетокот бев во Виница во археолошкиот музеј и ми беше пренесен фактот дека во Кочанско на локалитет каде што има неолитски остатоци Да. се поставени соларни панели. Значи е копано и се поставувани соларни панели и артефактите кои што се најдени таму буквално некој локален жител ги зел и ги однел во музеот. Значи која свест е имал човекот, а која немање на свест од самите значи инвеститори, собственици на земјиштето и така. Па тоа е жално. Јас не секам поиме да го кажам и тоа доста често повторувам, нашите институции за жал не се во кондиција да си ги извршуваат врските на едно повисоко или по објективно ниво, така да кажам. Па дури се плашам дека ова малце погрубо е самиот интерес, онака во најопшта форма, како интерес, во нивниот, во самите институции, како да има не на завидни. И не ги следи појавите на соодветен начин, а особено не ги заштитува на соодветен начин. Морам да ви споменам, за црквата Свети Атанасије во Варо, за која што постои предание, некој вид прокресло, дека наводно е изградиле до ниво на покрив, меѓутоа кога почна да градат покриво, нешто му го рушило покриво и така останала. Сега всушност таа е по потекло од 14-15 век, во не се имате исто така и антички елементи од антички градби, па и од рано христијанство има одредени со таква символика или форма од тие градежни елементи. Таа е една од ретките градежни објекти и архитектонски, градена исклучиво со фигурен камен, во комбинација со цигла, така една украсна форма да има, со апсида која што е со агли, не е полукружна, како беше четвораголна и шестоаголна, сега не ми се сеќавање на еднош, меѓутоа таа е останата во една состојба на доруинирање, би рекол, на дорушење. Целата е до покриво стои уште оние сводести форми, куполи имала, таа се гледа, тоа добро се бележува. Има мали траги од живопис, значи таа била во употреба, во служба на црквата. Ние со децени не успеваме да се санира во одреден
така, ајде пак да кажам објективен изглед. И А да во се чија почува собственост е како тој објект? Во собственост на црквата или во собственост на државата? тој е во собственост на црквата секако, меѓутоа споменик на културата заштитен со закон, што значи надлежна е црквата не може и сама да ја обновува без надлежна stručна институција или културна институција, значи тоа е во таква комбинација. Тие се цркви кои од тој тип кои што од со такво значење кои што се собственост на црквата, моите спознанија се такви. Меѓутоа се споменици прогласени со закон, значи споменици заштитени со закон и ако се заштитуваат, тоа е проблем, тоа сакам да го кажам. Не е само таа, меѓутоа таа е вака најевидентна, која што оставена е така и ја некогаш повторам, значи проклетството не поминало уште. Ние можеме така во наводници да кажеме, меѓутоа всушност нашата кондиција е на такво несоодветно ниво за да можеме и друго што се случува. Се случува декаденција. Во голема мерка на самите споменици заштитени со закон. Значи се ставаат одредени пластики, се гради без контрола, се прават каманари без институцијата да интервенира или да сугерира или да застане да се ги заштити своите, да речам, споменици, бидејќи тие се споменици кои што се во надлежност на институциите од како да кажа, тој дел на во чии реги се на некој начин тие. Тоа се случува многу често, меѓутоа тоа е малку подруга тема. Ова ја споменав бидејќи е отскриена, значи покрив нема, меѓутоа е целата градба сочувана до самиот покрив и така стои, темелите се подкопани веќе и тоа има некои големи камени блокови виса подкопани од озгола и по половина метра. И пак е чудо што станува црквата комплетна, на самите аги тоа се случува, ама да не критикуваме повеќе. Еден Да друг не ни феномен забеле сакав да премногу. опфатиме, значи поврзан со средниот век, кога шетаме низ Европа, гледаме еден куп утврдувања, еден куп замоци. Ајде замоците да ги оставиме настрана, утврдувањата. Ако ние имаме толку богата средновековна историја, а едва е да имаме 2-3 тврдини како што се нели Калево, Скопје, Самуиловата тврдина во Охрид Да, и така натаму, значи едноставно мене логиката ми вели дека е невозможно толку малку утврдувања на еден предел каде што имало толку многу потврдени не, пардон. војувања во средниот век. Значи средниот век е типичен со тврдините. Каде се тврдините? Не, јас мислам дека ако добро се согледаат информациите и археолошките остатоци, мислам дека треба некој да се посвети на тоа. Македонија можеби е некаде на врвот спрема околните држави пошироко, ако сакате дури со Европа, со остатоци од утврдувања, тврдини, помали, поголеми, некои кои што се само за одбрана, други каде што се живеело. Намерно го поставив прашањето во смисол нема затоа што штом не се зборува Да. за нив, штом не се во јавноста како да ги нема. Точно е тоа, точно е. Вака ќе ви кажам сега, пак ќе ви користам прилеп, јас тука живеам, мене ми забележуваат многу пати што ги потенцирам овие проблеми и овие состојби. Прилеп една од најголемите тврдини на Балкан. И морам да споменам, ајде, бидејќи со христијанството се занимавам, говорим за христијанството, на самиот врв се констатирани остатоци од како викаат, како термин го потребуваат археолозите, култни објекти или култен објект од самиот. Меѓутоа јас лично имам документирано елементи од рано христијански градби на самото Марковице. Значи тука под врв. Како на пример еден нешто беше како едно прозор спомено, тие се карактеристични за рано христијанство, рано христијански цркви, базилики. Еден капител исто така фрагментиран. Тие сега ги нема, не знам каде се поделени. Како што и таму веројатно е дека на самите Маркови кули имало многу
и мермерни елементи во градбите, меѓутоа се исчезнати. Можете да замислите од зошто и на кој начин, бидејќи таму е носен градешен камен на разни страни и во градот и може и па и по околината. И тие се исчезнати, меѓутоа да не видите, Маркови кули се смета за едно од најголемите по површина тврдини на Балкан. А да видите сега во каква состојба е, ќе се патите за глава, ајде малку погрубо ќе кажам, меѓутоа што се случува? Таа е со 3 до 4 појаси, значи 3-4 зидишта кои што обиколувале. Па дури се споменува еден зид кој што мене последно време доста често вака ме оптоварува тежок зборе, меѓутоа постојано ми е така во мислите, кој што го споменуваат постарите автори како Ѓорѓи Трајчи, мисли чини Марко Цепеков некаде го споменува и некои од другите постари автори го споменува. Некој зид кој што многу широк круг прави околу Прилеп и кој што поминува низ денешните населби тие кои што гравитираат кон Маркови кули, меѓутоа малку фрапирачки во смисла зарем е можно толкава површина да заградувал во еден период на градот на Стариот град Прилеп, па се од него траги нема, а го споменуваат старите автори како нешто евидентно. Тоа за состојбата на Маркови кули денешната е катастрофа. Кој сака нека слуша, не би сакал никој да се навреди, нито да се соочи со реалноста. И ќе ви кажам еден многу деликатен проблем тој аспект. Значи, има предлог од институциите за кој што е испратен до УНЕСКО и е Маркови кули како споменик на природата. Мислам дека и тука е направена некоја несоодветна класификација. Да, несоодветно презентирање на тој целиот тој споменик на природата, меѓутоа тој споменик на култура. Во тој како споменик на природата некаде близо колку таму да не греши нешто 4000 метри, не 4000 метри, 4000 километри квадратни се клопени близо. Во тоа спаѓа и Трескавец, Златоровски, Каплан и така. Меѓутоа, аспектот на културните останоци не е застапен, а е како предлог за заштита под УНЕСКО. И тоа што сакам да кажам, да не е избор мислата, за жал, тука се случуваат појави кои што непојмливо е за еден обичен набилувач. Тука се истураат цели трактори со шут и отпад, баш во подножјето на Маркови кули, околу најпознат споменик на природата, па јас сметам дека и на културата, кој што личи на слон, некој вика личи на штрк и така натаму, и тоа е тој еден од познати во светот преку Роберт Рип, преку неговата енциклопедија, некаде од 47-48 година. Тука си шут се истура, на самиот шут се зарамнува шутот, се прави како платформа, па се гради некоја дрвена куќарка наводно за некој кој што би бил тука присутен да дели карти, билети или не, да биде своевиден кустос на самиот споменик. И тоа сето се распаѓа така, парите, средствата кои се вложени пропаѓаат, како да кажам, на еден многу несоодветен начин. Дури и што е чудно, некогаш со булдожери на тој споменик на култура се влегуваат, се градат патишта, се рамнат патишта, со булдожери, како да кажам, се работи за културни слоеви. А самата тврдина е катастрофална, положба нема ниту еден чувар. Значи, еден чувар кој што на некој начин би му кажувал на посетителите, тука се напасуваат говеда, кози, крави, како да кажам, некоја си стада овци, имам фотографирано цели тука поминуваат. На времето беше, мислам, забрането такво нешто, бидејќи со тоа се случува деструкција. Тоа е со тоа, како да кажам, се добитокот си брка својата работа на свој начин и без контрола прави тоа што прави. Меѓутоа, освен добитокот и луѓето интервенираат на разни начини по самите градби, со правните зидови, или уште што е полошо, например, оно што е и реставрирано и конзервирано од соминатите овие археолошки и конзерваторски работи, сега и тоа се
И тоа се пред мои очи исчезна еден фрагмент од столб мервене кој што беше малку закопан, да се гледаше кој што на оној кој што сака да види, ќе забележи дека тука имало и по-нагласени повисоки вредности. Сега и тој исчезна, замислете, при еден град, при институции, и морам уште да кажам и да не претераме околу ова работа, надлежна е Институт за старословенска култура, на некој начин надлежен е Завод за заштита на спомениците на културата од Прилеп, на трет начин е надлежна самата локална самоуправа, на четврт начин е надлежна од како повисока инстанца управата за заштита на спомениците на културата и на четврт е самото Министерство за култура и да не одиме до владата, така натаму. И тоа ќе видите во каква положба е, тогаш ќе се соочите со проблемот, во каква кондиција се самите институции, колку соработуваат меѓу себе, дали соработуваат воопшто, за да овие споменици на култура бидат на ниво по-објективно, не би рекол на содержано. Ако Маркови кули, како тврдина, која е една на големите на Балканот, не е изградена, да се вратим на темата, нема веќе станува незабележлива управа. Не знам што се случува со оние помалите кои што ги има на секој риче, би рекол, на секој авто. Во Прилеп околината можам да кажам дека има на доста тесен круг десетици. И многу се споменав јас ова една црква Равно-христијанска базилика, христијанска базилика во на едно риче пред селото Бреилово, сега е Светилија црква таму, и таму се нафетува дека самото риче било утврдено. Значи, шо ми е поента, во самите тие утврдувања имаме не само постари периоди, туку и понови периоди, особено од времето на раното христијанство. Најголем број од тие утврдувања се е констатирано дека се обновени или изградени во времето на Јустинијан. Значи, тоа е времето на, можеби, најсилниот развој на христијанството, особено во Македонија. 6 век од прилика. 6 век, точно. Со појавата на позамашни ранохристијански цркви, со формирањето на силни институции и цркви. Јустинијан е многу интересен за христијанството и мислам дека не е доволно абсолвиран, особено во Македонија, или проучен да речам, бидејќи само ако ја би рекол бегло сум ги погледнал неговите две повели со кои што се посвети на Охридската на Јустинијана Прима. На Јустинијана Прима и на таа црква, каде што тој ја формира како самостојна црква за да го реши проблемот меѓу истокот и западот, значи Рим и новиот Рим сега. Константинопол, бидејќи почнале тие конфликтни ситуации кои се создавале во самото христијанство, надвор од политиката, да речам, надвор од државната сфера. И тој на некој начин формира. И тоа што е интересно во тие не е сега момент, може би друг пат треба да разговараме за тоа, меѓутоа мене посебно ми падна во очи онака што тој потврди вака на родината од која што потекнувам, сега јас парафразирам вака малку тоа, сакам да ја возможам да не зависи во смисла од други цркви, институции и така натаму, да ги има свој црква. Не самостојна, во таа смисла тоа е. На која родина, на која родини црквавина мислел? Значи, и она кој што се води за полемика во науката, од каде потекнува Јустинијан, од кое место, дали е од кај како се каже, од кај Лесковац, дали е од кај Бадер од кај од околината на Скопје, од Таур и таму тие Таурисјан, Бадеријана се во близина тие две населби кои што се и археолошки познати. Меѓутоа дека тој кажува на мојата на родината од која што поттекнувам таква прилика во формулирање на реченица, сака да ја возможам да има своја самостојна црква и да не зависи, упатува посебни повелби за тоа како треба да се однесува
црквата во Софија, црквата во Рим и така натаму, ги успоставува тие односи на еден таков начин да црквата Охрид или Охридската архиепископија, тогаш е Охридска архиепископија, да биде самостојна, независно од другите, да решава за црковните проблеми, за службените, за административните, да решава а, а, архиепископот на Охридската архиепископија, а другите кои што се под негова јецеца да го слушат и да не се противат на неговите одбори. И така, сега Моментот ми доаѓаме до последното, значи она што можеби на почетокот го загатна малку ти, трескавец кој што е цела енциклопедија за раскажување, која е важноста значи на трескавец, што имаме тука. Мислам дека по соодветна личност од тебе не можам да најдем за да го има, елаборираме. да не ми давате такво значење. Моите сознанија се, ајде, можам да кажам дека имам доста сознанија, меѓутоа има специјалисти, да ги речам сега, експерти во посебни области, да не ги повредим. Така, Ако трескавец. ако сакаат ги поканувам на соработка, ако можам нешто ќе придонесам. Меѓутоа имам сметам сега еве вака ќе дадам значење Трескавец манастир како светилиште или како храм или како црковен објект или како свет објект има како да кажем многу аспекти за проучување и може повеќе дисциплини тука да не може, треба повеќе експерти од повеќе дисциплини да учествуваат за да го разјаснат како објект, како култура, како светилиште и така таму, како уметност ако сакате, тука се сеќаваат и нагласени уметнички вредности. Меѓутоа, во една поопшта смисла, како светилиште кое што трае со милениум, тоа може ајде и да тврди. Во комбинација или во комплексот заедно со самиот врв, кој што бил култен врв, според мене и според некои сознанија и според некои символики и статуси таму, уште од подлабока преисторија. Со самото тоа што има и констатирано насел на тој дел од во подножјето на самиот затвор, тоа плато каде што денеска е манастирот, или во таа околина, имало и од најмалку во бронзеното време, значи некаде 4000 години наназад. Верувам дека и постаро тука и камени орудија се среќаваат, орудија од камен, керамика, поред тоа може да се сретне од преисторијата, значи самиот врв е тој кој што го привлекол прво вниманието и мислам дека првите свети работи се случувале токму со него и тој е првиот свет. Меѓутоа, во текот на милениумите и на посебните културни периоди и ете на самото плато се формирале и храмови во античниот период и сега во раното христијанство имаме исто така рано христијанска базилика или црква. Не можам да кажам и тоа статус од рано христијанска црква, таму се сеќаваат и тоа нагласен. Затоа јас сметам дека тоа светилиште, еви, ако зборуваме само за Кисар, треба да се третира како светилиште на христијанството од почетокот на христијанството до денес. Она што се случувало како уливање, пропаѓање и така натаму, тоа се посебни периоди во историјата со немирни времиња, со разни ограбувачки војски кои што го грабувале и така натаму. Што е интересно сега друго, тоа е централно светилиште, би рекол, за поширок простор на Македонија, па и за поголем простор и од Пелагонија, од Балкан. Бидејќи тука ќе сретнете и денеска од она што се сочувано, траги од цареви, од кралеви, од други високи личности, кои што упатуваат на тоа дека ова светилиште посебно значење имало. Значи тука вложувале средства, како ктитори, како дарувачи,
од разни страни, не само од просторот на Пелагонија и Македонија. Сега, на самата порта ќе ги сретнете, иако тоа е срушено во некој период, па се обновувало и така натаму, меѓутоа на самата порта во живописот ќе ги сретнете двајца цареви кои што ги благословува Пресвета Богородица, му дава благослов како цареви, а тоа се Андроник III и Михаил IX. Двата цареви всушност тука се сподвижуваат, доаѓале, оставале дарови и па дури и нешто друго. Јас се правев еден материјал посебен во мојот портал дека всушност Трескавец во еден период некаде 11, 12, 13 век, посебно 14 век, така, бил еден своевидно место за дипломатски контакт. Тука всушност се среќавале во било место како за солниште, како место за престојби, и тоа место и за среќавање, а тоа го кажуваат токму тие движења на разновидни цареви од она сега што се вика византиско потекло, од Константинопол, од српските царства, од бугарските царства, македонските царства. Сега морам да кажам и ова дека малку е проучено и малку траги има, малку пишани траги. И тоа се како да кажам, се има одредени претпоставки дека после раното христијанство, кога тука постојала рано христијанство, таја веројатно е обновена и во времето на сам. За жал, многу малку остатоци се забележуваат. Меѓутоа сметам дека јас секогаш мислам дека се работи за помала посвета од страна на наука. Значи, ние малку трагаме по вистинските сознание, вредности, информации или индици за некако постојање на некакви вредности или некакви историски моменти, и токму заради тоа малку имаме информации. Само да те надополнам една работа, овде гледачите сигурно ќе влетаат со коментари и ќе кажат нешто. Сите овие царства кои што ги наброја ти ќе кажат дека се сите македонски, така што значи ја предпоставувам, веќе го предпоставувам овој коментар, така што за волја на вистината, значи ако седнеме да се објаснуваме што и како, ќе изгубиме поинтата на подкастот. Затоа морав само да упаднам и да кажам, добро, некои луѓе ќе сметаат, нели, Душаново царство дека Македонско царство, Византија Македонско царство, сето тоа е во ред, значи овде ги споменавме со такви тиминга кои што ги споменува како што се спомнати во науката. Општо прифатената историја, така што нека не ни замеруваат за тоа што поинтата на овој подкаст не е сега да докажуваме што е македонско, што не е македонско, туку. Дали може вака да интервенирам? Ајде, слободно. Јас лично имам многу такви забелешки, па дури така погруби забелешки околу тоа како ги именува нештата, вредностите или сакам дури самите држави, кралства и така натаму. Јас лично исто така сметам дека многу поинаку се тие врски, контакти, па и идентитети. Меѓутоа, не смееме да завлегуваме во шпекулации без да бидеме подкрепени со одредени информации од соодветни извори, па ако сакат дури од археолошки, нека бидат тие извори патоци, меѓутоа ние мораме на некој начин да ги подкрепиме нашите тврдења. Еве, кога споменаме Душановото царство, во 1334 година е освоен Прилеп, што значи тогаш од тој период имаме и дури 3 или 4 грамоти беа издадени од страна на Стефан Душа, кои што се однесуваат на манастирот Трескавец и на црквата пошироко, и кои што се многу интересни. Мислам дека не се ни доволно проучени за да се утврдат одредени вредности кои што биле присутни во овој простор. И тоа факт е дека го среќаваме, тоа е многу интересно и не знам научниците, соодветните научници мислам дека на некој начин се должни да ни го објаснат на нас лаиците
како зошто на некој од тие титуларите на цар Душан стои дека на почетокот македонски цар и цар на србите, на грците и така натаму. Што значи тоа? И еве сега на некој начин на оние кои што забележат да знаат дека информирани сме ние до некаде за тие појави, а ако зборуваме за постарите периоди, знаеме што се случувало овде и пошироко на Балканот и како мито да се амбицирам јас лично да кажам за ова источното романско царство или уопшто и за римското некој така се определува да кажат, македонско и така натаму, проблем е мене тоа лично и не сакам да вака ќе кажем, ја лично не сум на тоа ниво. Не сум дојден до таа лекција, би рекле грубо, во четврто, пето ден. И затоа нека разберат на тој начин, меѓутоа има еве Душан беше го споменал, морам да констатирам дека во Прилеп тој потврдено е дека имал свој дворец. Значи, своја резиденција во Прилеп. Зошто? И го нарекувал Прилеп како беше велелепниот град. Прилеп. Зошто? Како што го нарекувал и манастирот со слични зборови, со слични епитети, бидејќи многу високо го почитува. Интересно е дека тука не само тој, туку и неговите претходници, како што е Стефан Немања или кој беше тие од 1981 тие години, со Андроник III има меѓусебни дуели, воени. И токму тука некаде околу Затоврв, како да се соочувале и да се поставувале тука некаде граници. Па дури во близина на Затоврв и на Траскавец манастирот, некаде од северната страна има еден превој меѓу селата Горносело, кое што е веднаш во подножјето на Затворот, од другата страна на северната страна. И меѓу целото Горносело и Небрегово еден превој се вика, го викаат некој царина или царинарница. За него па има некои, како да кажам, предпоставки или предпоставување дека тука некаде се движела некоја граница, токму во овие временски периоди на овие собитија, рече меѓу Андроник III, тоа било пред 1300 година, после 1300 година, на почетокот на 1300-та, кога некој вика најверојатно тука некаде може би се движела граница меѓу тие две царства, две држави тогаш. И затоа секогаш било моќно место, не споменавме дека тоа се споредува со Синај, со Атон, не само тие старите туку и во христијанство. А движењето на голем број високи достоинственици, цареви, достоинственици од блиски до царските лози, тоа упатува на тоа дека овој манастир имал највисоко значење. Значи, мислам дека историчарите, археолозите, а и некои од другите дисциплини треба да посветат многу повеќе внимание. Ова е многу интересен момент. Не заради тоа ние да се возгордеме, кога да отвориме вистината. Ако на еден место ние отвориме пост со одветна вистина, таа ќе се расшири на поширок простор и ќе расветли многу и други, ајде гречам, споредни вистини кои што се од тој поширок простор. И затоа овој момент посебно повикувам да се има предвид од страна на научните институции, ама на некој начин и самите поединци да посветат повеќе внимание, па да ги прочетуваат и архивите, и археолошки малку на подруг начин да се постапи на еден поангажиран начин. Бидејќи немаме ние друго светилиште такво, а би рекол дури на Балкан. Значи Атон, Сине, со нив се мери значењето на ова светилиште, успение на Пресвета Богородица. Морам да кажам нешто друго што малку така е, ајде, фасцинантно до некаде. Тука во претходниот период, во античниот период, кажеме, тука имала храм најверојатно Артемида и се нарекувала Ефеска поради храмот, незиниот храм е најголемиот храм или светско чудо во Ефес, храмот на Артемида. И тоа е поврзано и дури со раѓањето на Александар Македонски, кој што се раѓал тогаш изгорел.
некој го запалил Да. тој храмот во Ефес, меѓутоа епитетот ефески го носи и Артемида од Трескавец, па и пошироко во Пелагонија и Македонија. Меѓутоа, уште нешто дека е битно, колку што знам, токму таму во Ефес е изграден и има и црква на Света Богородица. А ние сега и овде имаме црква на Света Богородица во Трескавец. Има посебна народна песна, народна уметност создадена или песна посветена токму на тоа светилиште поврзано со Света Богородица. Нека проверат на интернет гледачите можат да го најдат. Многу интересно да ја читат. Сега поврзано со ова, со Трескавец и генерално со сите стари манастири во Македонија, кога се договаравме за подкастот, заклучивме дека тоа ќе биде интересна тема за завршување на подкастов, а тоа е толку многу манастири, толку многу стари и древни, а толку многу малку литература. Според тебе, Тренчо, каде е завршена целата оваа литература? Јас не верувам дека немало книги во тие манастири, дека немало библиотеки. Исто како и споменици, многу споменици на културата од Македонија. И спомениците, пишаните споменици исто така се наоѓаат во Москва, во Петербург, во Русија, како широко, во Англија, во некои во Америка, во Софија особено, во Белград особено и така натаму. За библиотеките точно посебно се договаравме да кажем нешто. Има експерти кои што се занимаваат со ова проблематика и може да се прочита кај некој доста информации има за ограбувањето, да речам така грубо, или уништувањето. Трескавец или манастир Успение на Пресвета Богородица е посебно интересен, може би од поредките. Во Македонија имаме еден многу голем број вакви манастири во кои што имало присуство на голем број монаси, научени монаси, игумени, дури во предењата до владиците, архимандрите, значи црковни лица образовани од високо ниво, кои што и се занимавали со пишувачка и препишувачка дејност и создале, да не речам, и енормни можни библиотеки за тие манастири, кои што за жал денеска ги нема. За црквата, за манастирот Света Богородица, Успение Пресвета Богородица, неколку автори пишуваат токму за тие библиотеки како Антон Поп Стоилов, кој што тука и престојувале, Виктор Григорович и други. Меѓутоа, особено интересен пишувањето интересно Антон Поп Стоилов и на Јордан Константинов Джинот, кој што на многу еден солид начин упатуваат на како е уништувана библиотеката во Трскавец. Значи, Јордан Константинов Джинот, она доста убедливо пишува како 20 овие епископ од Битола на Пелагониско Преспанската епархија, како Преспанско-Пелагониската седмина, како дури да не речем и му наредувале на монасите да ги горат книгите од библиотеката, да ги даваат на кој што сака, кој што ќе дојде тука и така и некој најмалку 2 недели вика Јордан Константинов Джин фурните ги загребали со 20 книги. Јордан Константинов предпоставам за да ги заштити, ги носи некас во Србија. И сега во Белград имаме ние многу интересни споменици пишани од Трескавец. Мислам еден буквар на Кирилдан имаше, не знам, се нема точно да не седам овде да не читам, поменици или такви некои грамотите на Стефан Душан кој што спомнавме се, таму се наоѓа. Кој знае колку литература? Значи 20 товари само се однесе, иако пред тоа се случувале тешките структурни
работи на библиотеката со уштување, со давање, со палење и така натаму. Еве можам да посочам дека Антон Попстоилов споменува дека мисля че ни Јордан Константинов и тоа дека некои од манастирот подигнале две или три грамоти, не знам уште кој таков споменик пишан за во Белград да ги однесат, меѓутоа се подпишале во книгата на старешината и куменот од селото Маргари, тука беше дали Цветко го вика сега на држателот за збор, се подпишало во книгата, се подпишале во книгата дека ако има потреба манастирот и црквата ќе ги врати. Не знам сега што значи тоа правно, меѓутоа би асоцирал или би сугерирал да се посвети внимание на тоа и тие ако подпишале некаде и ветите да ги вратат. Па да си ги вратиме, тие се споменици од овој простор, така? Само една работа да го луцираме овој период, значи ако добро те разбрав 19 век, така уште сме под Да, Томаско 19 владење. век, тоа е Бенедикт и Герасим. После него, тие се двајца последователно епископи или митрополити на Преспанско-Пелагониската епархија, кои што не знам од кои причини давале дури вакви наредби на монастир. Тоа е, значи, после 1850, 60, 70 век. Значи, Практично тој периодот кој што се поклопува со она што го нарекуваме преродба и всушност на таа преродба која што денеска ни се оспорува, на тоа народно будење кој што е паралелно со народните будења во сите европски држави, едноставно е сосечен коренот, односно теоретската суштина, кога ние би ги имале тие документи во рака, апсолутно многу повеќе работи ќе докажеме. Да, нашите аргументи ги однесле од тука и ние немаме доволно увид. Значи, не знам колку сега институциите имаат работа, ајде, да не одиме грубо во таа работа и не сме доволно запознати. Денешните македонски институции, научни, културни, може би со тие архиви во Русија, во Бугарија, во Белград, меѓутоа верувам дека тоа не е на соодветно ниво за да можеме да имаме соодветен увид и соодветни сознание за вредностите кои што тука Уште една работа која што е многу актуелна тука, значи зборуваме дека архивите од Трескавеца, не само од Трескавец, јас верувам дека тоа се има случувано со сите манастири во Македонија, не оделе како што денес на Facebook обично луѓето сакаат да покажуваат кон Ватикан, демек се е во Ватикан и ако Ватикан ги отвори архивите, ти зборуваш за Русија, за Белград, за Софија, значи за братските словенски држави, особено за братската Русија. Па нема, тоа се гледало од аспект на престиж, како да кажам, значи и денеска ако имате вие дури еден престижен предмет со некакво значење културно, па нема музеј што не би сакал да го има, особено ако е единствена. Пишаните споменици се па првни споменици на некој начин, тие се некогаш дури и естетски така оформувани, се и еден вид културни споменици на едно време и од материјални карактер би рекол, бидејќи се техниката на пишување, на печатење, на оформување на корици така натаму со позлати, со посветлување, со не знам какви техники и такви, а меѓутоа внатре содржините се па особено значени бидејќи се информации за едно време, информации за автори, информации за религија, за вера, за културни појави и така натаму и мислам дека многу сме содомашени тоа и не се само Ватикан. Ватикан нормално не можеме ние да го оспориме дека има едно огромно значење, огромно влијание, па ја да се доближиме до тоа кое што го сеќаваме во пошироката јавност, дека има големо влијание, дека наметни. Тоа е нормално од една таква моćна институција која што сака да го зачува престиж и да наметни да се наметни како број еден институција од на овој простор од религиски карактер, па може би на политички карактер. И тоа е нормално, и тоа не е точно дека само таму се чува. Сите држави кои што имале
соодветни институции или развиени институции културни, музеи, па тие сите праќале своје мисари или истражувачи, научници и така натаму за да прибираат вакви материјали. Тоа се еден куп, да го споменеме, еден храм кој што остави многу интересни информации. Заборавив името како беше Хан, недоста цитирам литературата, има негово дело, може да се сретне, кој што доаѓа во Македонија два-три пати, се движи дури по Вардар со скели, со чамци, не знам како, со свој водич, тоа е околу 1850-60 години. Колку арогантно тој размислува, дури и пиштолот ќе го извадил ако некој се спортиставил за нешто. Ајде, нема да одиме, не продолжуваме сега проеката заради времето или за други причини, може и си имал толку ингеренции, дури пиштол да извади, да каже дека мора ќе продолжи. За среќа тоа се така интересни информации за повеќе места низ Македонија и многу такви автори, тој како пример го зедо. Виктор Григорович, на пример, исто така во Македонија истражува и носи такви споменици во неговата земја. Така тоа го правеле и Стојан Новаковиќ, кој ше дури министер едно време, мисля, че за надворешни работи во Србија, го прават и други слични мислам, тоа го прават повеќе земји, Антон Повстоилов, тие некои се и македонски, меѓутоа живеат во Софија, се работат во софијски или во бугарски институции и прибираат за нивните институции материјали, писмени секакви кои што си денеска си ги третираат како што си ги третираат. Меѓутоа, веројатно ќе беше друго тоа ако сите тие беа зачувани на местото каде што припаѓа и би биле денеска во наше владење, во наша поглед. За жал, состојбата е таква, значи, овие споменици, ако сакате, круната од Охрид Кан не е во Ватикан, туку е во Софија. Зборуваме за епископска круна или за архиепископска? Архиепископската е круна и другите реликви, значи после 1762 лето или 67 година, кога е укината Охридската архиепископија, некаде, односно, дали за време на Прва светска војна, не, со датумите сум малку проблематични, тие се земени и однесени во Софија и таму се чува. Така, две златни маски се во Софија, две златни маски се во Белград. Тоа е што стариот период, точно во Белград и така, ние најмалку имаме од тоа имаме на нашиот простор. Тоа се однесено низ музеите, меѓутоа не секогаш само од политички причини, реков. Туку и од престижни причини да ги има тие во своје владење. Тие се носат многу вредности, тука се да не се занимаваме со бројки, меѓутоа се работи за вредности, споменици кои што носат милионски суми како вредност. Так. И тоа и така треба да се гледа за да не, како да кажам, да не потенцираме само еден аспект и да го пренагласиме, да ги заборавиме другите аспекти или да ги заборавиме влијанијата и интервенциите од другите страни. Значи, овде на нашиот простор, ја мислам дека особено се важни спомениците на култура од сите периоди на некој начин, кои се однесени во овие земји кои што имаат посебни аспирации спрема Македонија, сега да не завидуваме политика. Утиземајќи ги тие кај, тие ги ценат како своји културни споменици на култура од простор кој што денеска е во Македонија, меѓутоа тие си го третираат како единствен културен спомен. Еве вака ќе ви кажам, треска за тоа. Мене не ми е јасно или пак не информира. Имаме една информација дека монографија се подготвува за манастирот Успение на Пресвета Богородица, меѓутоа јас се немам вид. Ама знам дека во Белград е направено. Во Белград? Да. Како се викаше сега, многу информации спомнавме, таа е позната ми е доктор науки, мисля, че од Македонија по потребно, Светлана, како се каже, не држате на друг пат ја спомена, има направена монографија и не монографија само за манастирот Крстов, туку дури и трудови пишува за Светата планина Затор и ги споменува местата кои што носат обележја христијански или свети, на кој начин се
што ставаат границите на светата. Тоа е многу интересна, посебна тема. Ја, еве, да не бидем разберени прогрешно, имам амбиции, моите сознанија, не само за манастир, на поопштен смисла, за Светата планина и светите места на планета, заедно со како централното светилиште, моите информации сакам да ги пренесам негде во една форма за да можат да бидат достапни за граѓаните. Бидејќи сметам дека тут се соочи со оригинални вредности кои што укажуваат токму на овој момент дека всушност Златоврв со самото централно светилиште и целата таа дел од Памон или целата таа планина во формална форма е третирана како света планина од давнини, значи можам да кажам од преисторија, таква символика среќа во подножието, во околината на одредена височина на планината, на различни објекти, на карпи и така натаму. И тоа така, мислам, треба да се гледа. А централното светилиште е токму, како да кажам, центарот тука на светот. И тоа е центар на светот. Сушно, секое светилиште се формира. Тука е Бог и тука е центарот на светот. Така би го рекол. Така, Дренче, јас се надевам дека со овој наш разговор осветливме многу работи, отворивме многу дилеми и се надевам дека на гледачите ќе им биде интересно да го гледат. Ги поканувам да го посетат твојот портал Пелагон, за да се информираат за сите овие работи што ги работиш ти. Ги поканувам нели да го следат каналот Татончо и ти благодарам и се гледаме наскоро. Благодарам, здрави